Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Пред и по секои избори во државата и во албанскиот електорат почнуваат партиските делби на фракции и нови субјекти. Тие процеси кон средината на 90-тите започнуваат со ПДП, со формирањето на ДП и тандемот Тачи-Џафери, кој потоа се дел од владата на Љупчо Ѓоргиевски. Но по етаблирањето на ДУИ во власта и беше очекувано да се разбива монолитноста и монополот на интегративците. Влади и мандати се менува, ДУИ и Ахмети остана вечни со најдолга владина траекторија. Кулминацијата на незадоволството од власта на СДСМ и ДУИ не го одминува ниту лидерот Али Ахмети. Огромните 150.000 гласачи до пред една декада се преполовуваат. ДУИ остана без градоначалници во Тетово, Гостивар, Чајер, а веројатно како полека да ја губати Струга, поради сервилноста на Мерко. Но со појавата на БЕС, фракционерството се префрли во албанската опозиција. Касами, Гаши, Меджити. Од преминот на Арбен Таравари и Алијанса на албанците во антидуи опозиција, ќе се формира веројатно помокен и пореален ривалитет на две групации во албанскиот електорат. Тоа отвора можности за поинакво владино мнозинство, што може да го симне ореолот на Ахмети, на вожд меѓу албанците. Оваа битка ќе биде централна веројатно во наредните денови и недели, а и веројатно и во текот на целата кампања. Но дотогаш, третиот технички пример треба да го преживее евентуалното гласање за реконструкција, ако Џафери инсистира на смена на министрите на Алијансата. Дали брзо ќе спласни еуфоријата за прв албанец премиер во Македонија? Битка меѓу два политички концепти, едниот на Зијадин Села, другиот на Арбен Таравари. Нема табори во Алијансата на албанците. Во последниот конгрес многу легитимно е избран на собранието Арбен Таравари. Кој го создаде раздорот во партијата? Ова има еден дел што беше ДУИ во Алијанса. Очигледно дека најголем губитник е самата партија со оваа поделба на еден начин. Повеќето од членството дава поддршка на актуелниот лидер. Кој ќе се офајди од евентуалниот раскол во Алијанса на албанците? Не верувам дека албанскиот опозицијски блок ќе успее да го намали или досегашното водство на ДУИ како партија. Окрупнувањето на албанскиот опозицијски фронт е известна работа. Единствено така можат го имаат за прв пат овој историски момент да се спротистават на ДУИ. Дали конечно македонското здравство целосно ќе се реформира? Главен проблем е што нема консензус за државни интереси највисоки. Она што не достига се 18 тимови за брза помош во Скопје. Имаме не знам колку стотици медицински кадар, меѓу кои доктори кои работат со месеци години договор на дело. Проблемот е што внатрешното академско работење на клиничкиот центар е многу отежнато. Знаете, има едни заеднички служби кои се загубари 20 милиони евра и господата пред мене навистина не знам што правеле. Прашањето е дали ќе се доведеме во ситуација оваа година онколошките пациенти да може да останат без лек? Одговорот е да. По фракционерскиот судир во Алијансата на албанците, помеѓу актуелниот лидер на партијата Таравари и екс-председателот на партијата Сила, се наметнува прашањето каков расплет ќе се случи по двата одвоени собири партиски. Најпрво Таравари свика, па потоа ќе одржи средба и Села со своите поддржувачи. Во издание на Трилинг, мој соговорник ќе биде Фатин Меджити, министер за здравство, близок соработник Таравари и дел од раководството. Господине Меджити, размислувате да си поднесете оставка? Значи, никогаш во никој момент не сум размислувал да поднесам оставка, заради тоа што сите граѓани веќе ме застануваат на секаде и по маркети и по кога се движам по улици и секаде по институции и викат дека никогаш досега нема да бидам скромен, дека немал ваков енергичен, искрен, транспарентен министер и сите ме бодреа дека треба вака енергично да продолжувам до крај. Тоа што не зависи од мене, дали некој ќе не разреши, тоа не е работа што зависи од мене, тоа одлучуваат пратениците во собранието.
но јас знам дека во собранието има многу квалитетни, културни, големи интелектуалци, пратеници и треба да застанат и да размислуват околу минутка-две и да видат што сме сработиле ја во здравство како министер и министерот Али во информатичко општество. Ние воспоставивме еден друг стил на работење, што искрено ви кажам, сите граѓани викат и нашите колеги во здравство дека не виден е ваков стил со кој работиме 11 месеци во здравство и во МИОА. Каков расплет очекувате после низата на конфронтации на двата табори во партијата? Едниот табор предводен од лидерот, актуелниот лидер Таравари и крилото предводено од Зијадин Села. Искрено, значи нема табори во Алијансата на албанците. Во последниот конгрес многу легитимно од сите членови, значи е избран на собранието Армен Таравари за легитимен лидер на Алијансата за албанците. Алијансата за албанците е единствена која има легитимниот председател Таравари. Значи, кој го создаде раздорот во партијата? Ова има еден дел што беше дуи во Алијанса и ова е природна селекција. Некојаш ние вакви термини употребуваме во здравството, дека најдобро е кога има природна селекција. Кога во една партија ќе имаш тројански конј, значи тоа е најубаво кога самата се изложува, се открива и со ова воедном се чисти партијата. Но тоа што ме радува многу и што сум горд, што го следам овие последните недели, голем број значи на наши поддржувачи, на граѓани, значи не поддржуваат и се зачленуваат во Алијансата на албанците. Што значеше вашата изјава и на вашиот колега Алиу денови кога рековте нека се обидат да не разрешат, па ќе видат што ќе им се случи? Тоа може би било кажано така, извадено од контекст, но тоа што сме размислиле ние да го кажеме, дека сите граѓани веќе го препознаваат тоа и се сведоци на политиките што ги водевме ние. И дали некој после нас ќе успее вака да води како нас, тоа ни било на ум да го кажеме дека за овие 11 месеци толку сработевме ја во здравство и министерот Алиев во својот ресор и тоа граѓаните го познават и тоа го поддржуваат. Дали тоа значи дека останувате во владата пржинската или техничката влада предводена од Џафери? Апсолутно, ние кога влеговме во ова влада, препораките на нашите меѓународни пријатели беа дека ова влада треба да биде до изборите и ние ја поддржавме до изборите и држиме на тој договор да ја поддржиме до изборите да бидеме дел од влада. А дали ќе бидеме разрешени или не, значи тоа ќе одлучат почитуваните пратеници. Дали деновиве имало контакт помеѓу Таравари и Села? Имате информации? Немам таква информација, навистина. На престојните парламентарни избори, ќе одите самостојно или во коалиција? Веќе председателот Таравари го кажа тоа дека веќе ќе треба да има коалиција, ќе се оди со опозицијата, албанската опозиција, а тоа што нас сме многу заинтересирани и целиот народ е дека на вистина сега е време веќе една за секојаш една диктатура што останата од Дуи да си замине. Какво е влијанието на Албин Курти на домашната политичка сцена и врз триото Гаши, Касами и Меджити? Бидејќи на таа средба и вие сте присуствували, односно вашиот лидер. Нашиот лидер, да, тоа што пренесе, но тоа биле консултативни, се дадени совети, значи се разговарале воопшто за состојбата во Македонија, но во нашата држава, значи ние сме држава, тука има партии и мислам дека сите одлучуваат како ќе им нареди. Го слушаше гласот на членството на сите тие партии на кои припаѓаат. Следите тренинг гостин во емисијата Фатмин Меджити, министер за здравство, за лекарските и министерски ставови, оценки и проценки, нешто подоцна. Во наредните минути, кој губи, а кој добива од поделбата на и конфронтациите на релација Таравари-Села во Алијанса на албанците. Трошановски,
Кој ќе биде можниот епилог од ваквите политички надмудрувања и кавгите директни помеѓу села и таравари? Мислам дека е изгледно епилогот да биде поделба на партијата. Дали ќе има време да се направи нов политички субјект и регистрира, ќе видиме. Ќе бидат во игра секако оние балкански примери на чиф е печатот и каде ќе останат формалните документи, но изгледно е дека ќе се подели. Мислам дека во таа насока поверојатно дека крилото кое што се приклонува кон таравари, судејќи според поддршката, е очигледно во мнозинство во оваа препирка. И во таа смисла оваа поделба ќе оди повеќе во насока односно во корист на крилото на таравари, според тоа што за сега е видливо. Меѓутоа, тоа е на ниво на партијата. Електоратот како ќе се однесува и каде ќе се препознае е прашање на нешто што допрва треба да се истражи, бидејќи во сите истражувања на јавното мислење до сега оваа опција, односно оваа поделба не беше предвидена ниту пак испитувана. Молачка, и во последниот број на Фокус се осврнувате на темата околу конфронтациите на релација таравари и села. Расколот постои веќе подолго време, дека не се согласуваат очигледно околу ставовите како треба да излезат на изборите. Па се води битка од тоа јас и од тоа како ние како медиум што го следиме и пишуваме е дека повеќето од членството дава поддршка на актуелниот лидер. Сега мислам дека дали ќе успеат во тоа да се разрешат двајцата министри за здравство и за информатичко општество, тоа ќе одлучи најверојатно собранието. Бидејќи, како што знаеме, повеќе од пратениците се од крилото на села. Барем нивните пратеници од Алијанса. Меѓутоа, од предлозите на села, колку јас што сум запознаена, единствено ми е познат доктор Илир Демири. Тој е актуелен директор на Детовската клиничка болница и мислам дека единствен човек, директор и еден од поредките кој успеа Детовската клиничка болница да ја стави во некој ред. Дали расколот во Алијанса на албанците дефинитивно го крупнува опозицијскиот фронт против ДУИ? Па, на некој начин можно е, но сепак мислам дека ДУИ како партија, очигледно партија која никој не ја чепка во државата за ништо, ни за корупција, ни за криминал, ни за... Мислам дека може на некој начин ќе им го намали бројот на пратеници, но сепак не верувам дека албанскиот опозицијски блок ќе успее да го намали досегашното водство на ДУИ како партија. Кој ќе има бенефити од овој судир помеѓу поранешниот и актуелниот лидер на оваа партија? Очигледно дека најголем губитник е самата партија со оваа поделба на еден начин, но на друг начин можеби вакво прочистување на опортунизмот, идеолошката основа на делување во рамки на партијата, можеби е добро за некој подолгорочна стабилност и профилирање на самата партија. Очигледно е дека во македонското политичко милје по смена на лидерската позиција вакви фракции секогаш се јавуваат и поделби, што укажува на тоа дека транзицијата на моќ и власт не следува секогаш природно, туку секако задкулисно има други различни струи кои што се во конфронтација и тие секогаш излегуваат на површина. Која ќе биде придобивката, мислам дека единствено кристализација на барем кај албанскиот електорат кој што секако е најмногу засегнат од овој процес. Трошановски, дали овој натрепартијски пуч на села всушност е постепено или директно намигнување него кон ДУИ, а во исто време од друга страна имаме обид на окрупнување на албанскиот опозицијски табор, предводен од Гаши,
Меджити, Касами, во кој веројатно би им се приклучил Таравари. Иако официјалниот наратив е дека струјата на села е за самостоен настап на изборите, мислам дека е јасно дека повеќе таа струја оди кон поддршка на ДУИ, дека секако идно коалицирање во евентуален таков изборен епилог, тие преферираат да направат со партијата ДУИ. Од друга страна, окрупнувањето на албанскиот опозицијски фронт е известна работа. Единствено така можат го имаат за прв пат овој историски момент да се спротистават на ДУИ, која што долги години доминира на политичката сцена и релативно го врати оној изгубен електорат кој што од 2016 година ќе ја чинеше за малку власт. Оваа поделба внатре Алијанса е многу тазе за да знаеме која е реалната поддршка на гласачите во двете струи. Па Дали е можно да се случи да се гласа реконструкција на владата предводена од техничкиот премиер Џафери? Па мислам не. Јас, мој личен став е дека не верувам дека до тоа би дошло, иако кај нас во државата никогаш не се знае. Постои ли реална опасност техничката влада на предводена од Џафери да падне поради кавгата села Таравари? Не верувам. Не верувам од причина што за сега само два пратеника од групата пратеничка на Алијанса дадоа поддршка на Таравари, што и ќе видиме најмногу од гласањето за разрешување на министрите секако. Прошановски, иако партиите се уште ги немаат обелоденето програмите за престојните парламентарни избори, дали врз директната конфронтација во кампањата воглавном во фокусот ќе биде корупцијата и криминалот, или да го преформулирам прашањето, кои прашања треба да бидат приоритет во наредниот период? Корупцијата, реформата во судството, реформата во јавна администрација и економскиот стандард, животниот стандард на граѓаните, кои што се приоритети кои што граѓаните најмногу ги издвојуваат во последните истражувања. Би рекол дека секако тој наратив ќе доминира кај опозицијата во двата албански блока и кај поголемите во двата и македонски албански блок и кај поголемите и помалите политички партии. Верувам дека она бинарност што сака да ја наметне владата од аспект на европски и антиевропски струи ќе биде главната јадица или нишка на која што ќе се закачи пред изборниот наратив на актуелната владеачка коалиција. Во изминатите неколку денови се појавија неколку истражувања, анкети, опипување на пулсот кај граѓаните околу расположението на кого би му ја дале поддршката на престојните избори. Каков исход би очекувал од следните изборни резултати? Изборните резултати, какви и да се, ќе делум најмногу зависат од албанската избирачка заедница, електорат и кому тие ќе ја дадат својата доверба. Мислам дека тоа ќе ги предодреди изборните коалиции и во случај на, нели, како што кажав, изедначена борба помеѓу двете албански понуди, окрупнета албанска владеачка коалиција, да речам, и опозицијен фронт, доколку едните опозицијата ги освои симпатиите, мислам дека таа коалиција е многу поизвестна помеѓу ВМРО и албанската опозиција. Воспротивно, мислам дека подеднакво е можна, иако непосакувана коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, без оглед на сегашната предизборна реторика, на крај на краиштата предизборна смисла на постојање на секоја партија да освои власта по секоја цена. Па од тука мислам дека не исклучувате можна владина коалиција по изборите ВМРО, ДПМН и ДУИ, иако лидерот на опозицијата Мицковски, па и останатите
луѓе од водството на партијата директно и децидно велат дека коалиција со интегративците по ниту една цена. Но дали е можно? Тоа не би рекол дека е секогаш клучната формулација која што употребуваат челниците на ВМРО ДПМН. Некогаш се зборува дека нема да се прават компромиси, некогаш дека доколку сме принудени и немаме избор, тоа ќе биде коалиција помеѓу нас и ДУИ. Тоа сме го слушнали на многу наврати. Исто така, иако има и опција да се бара повторување на изборите во случај на политички ќор сокак и неможност за формирање на коалиции, каде што би се барало повторен и посилен мандат од страна на опозицијата од граѓаните, за да можат по-комотно да влезат во коалициони преговори. Дали е можно сценарио на широка влада по изборите? Мислам дека е тоа помалку веројатно. Опцијата СДСМ да коалицира со сите албански партии, која што беше неретко споменувана изминатиот период, мислам дека е дефинитивно мртва, особено по последните случувања во Алијанса, и дека како исход нема да се случи, а доколку беше опција, мислам дека е многу погубно како по меѓуетничките односи, така и по изгледите уставните измени да бидат усвоени, бидејќи само ќе го зголеми отпорот на ВМРО ДПМН кон пристапување на уставни измени, што секако не може да се направат без согласност на ВМРО во било која комбинација. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам. Марко Трошановски од Институтот за демократија. Речиси сите досегашни министри за здравство најавуваа изградба на модерен медицински клинички центар. Но до овој момент нема ништо од тоа. Во меѓувреме младите лекари перспективата си ја бараат надвор од државата. Изминативе 3 децении македонското здравство го тресеа низа на скандали, афери, сомнителни случаи. Еден од нив беше големиот или големата афера околу клиниката за онкологија. Но како постепено да се одмотува клопчето. Како сте задоволни од здравствените услуги? И така, и така. Значи, во моментов, што да ти кажам, хаос е. Услуга може да сака да те услужат, може ти немаат, лекови немаат. Порано доаѓах можда пред нова година поставам со една жена, беше, сега стварно има промена. По сите работи што гледам тука има многу. И персонално многу се доброљубиви, патуват кај треба, кој не знае, ние сме од источно дел и затоа не ни е познато, ама без разлика малце има, не малце него многу. Сега за сега добри, задоволен сум. Па релативно добро. Тие се условите. Како сте задоволни од здравствените услуги кои што се нудат тука? Не знам како да ви кажам, многу лоша работа, многу. За да кажеме дека здравствените институции се транспарентни, односно дека се отчетни, имаат отчетност, тогаш сигурно немаше да го имаме скандалот на онкологија, немаше да имаме истрага, немаше да имаме осомничени, немаше да имаме здравствени установи каде што нема специјалисти, нема да имаме лекари кои што ќе протестираат, односно здравствени работници кои со години работат со договор на дело, не ги вработија и ќе излезат на протест. Значи, да имавме транспарентност од страна на здравствените установи, сигурно ова немаше да се случи. Генерално, според мене како граѓани на оваа држава, не е важно само да се објават одредени информации. Значи, информациите се една почетна основа каде што јавноста може да види, односно да изгради одреден став за одредени случувања не само во здравствениот сектор, туку и воопшто. Повеќе загрижува фактот на постапување по однос на одредени сомневања или одредени постапувања и во здравствениот сектор и во другите јавни сектори. Кога зборувам постапувања, зборувам да има разрешница крајна
за одредени наоди или случувања кои што се детектирани во рамки на функционирањето на јавните институции. Иако, еве да напоменам дека во овие 20 години колку што го следам секторот здравство, сите министри за здравство кои што поминаа низ институцијата, сите првото што го кажуваат, ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме отчетни. Повеќе кај нас се менуваат министри отколку што се прават реформи. Додека едниот ќе почне да навлегува нели во работата, ние одма имаме нов политички пазар, па доаѓа нов министер. Не дека и тие се многу трудат да се разбереме, и тие што беа до сега министри ништо не направија, реално. Ќе седнеш едни исти муабети, ќе има нов клинички центар, 15 години слушаме за нов клинички центар, една шајка не е побиена, 15 години и повеќе. Исто ќе биде и понатаму, значи нов клинички центар никош нема да има. За жал, сметам дека новинарите главните дојави за вистинските скандали и проблеми ги добиваат од пациентите или од свиркачи, а потоа институциите доколку се приморани, зависно од тоа дали јавниот одек ќе биде голем, ги митигираат тие скандали и информации. Инаку, кога станува збор за оние проекти што се предвидени со програмите на владата или секојдневните активности на Министерството за здравство, тука имате една хиперпродукција на информации, која што има за цел што подалеку да се слушне и што подалеку да стигне гласот за добро спроведените проекти. Но често е она што се случува во болничките ходници и она што се случува кога политичарите даваат изјави на телевизија, да се ден и ноќ. Баш читав и во стратегијата, бројот на лекарите од 2010 до 2020 е зголемен за 1000. Значи биле 5,5, сега се 6,5. Не е точно дека се намалува, напротив се зголемува. Распоредот нивни е неадекватен. Добар дел напуштија и отида не во странството, туку во приватни болници. Тоа е една работа, значи можеби остануваат помалку квалитетните доктори во јавното здравство. Она што не достига се 18 тимови за брза помош во Скопје, 50 на тимови на ниво на Македонија. Непополнувањето на тоа е политичка одлука, не е ништо друго. Другиот проблем е што матичните доктори се со просек 59 години. Така да тука треба да се стави акцент да им се овозможи многу лесно во истите ординации или ако отвораат нови, младите доктори не веднаш, туку малце под надзор на тој пред да оди во пензија, да полесно ја презема таа ординација и да им се дадат стимуланс, придонеси полесно, иако има доволен број на пациенти, а сега има баш заради тоа што тие се одат во пензија, едно 300 души е намален бројот на матични лекари, значи бил 2000, сега нешто помалце. Тоа е добро за тие што остануваат, имаат по 1500 пациенти, имаат поголема капитација, повеќе примања, меѓутоа се намалува капацитетот. Во изминативе 3 децении самостојност, две општествено-социјални области се менуваа како приоритетни во граѓанската перцепција. И не е тешко да се погоди правда или здравство, или и двете заедно. И по правило, околу нив и од нив произлегуваа бројни афери, граѓански судбини, ненавремени и сумнителни одлуки за поединечни случаи, но и сомнежи за мито и корупција, свесни грешки или погрешни одлуки од незнаење и некомпетентност. Прашањето е дали ќе се доведеме во ситуација оваа година онколошките пациенти да може да останат без лек? Одговорот е да. Ризикот постои. Зошто е тој ризик? Ризикот е според клиниката за онкологија во тоа што нивните ресурси се ограничени и зависат од условниот буџет кој што им го одобрува Фондот за здравство, а бројот на пациенти е неограничен и постојано галопира и не е следен во чекор од парите што се даваат за биолошка терапија. Доколку ги погледнете информациите од Фондот за здравство за 2023 година, ќе видите дека во 2023 година на клиниката за онкологија биолошка терапија примале нешто над 1400 пациенти, а сумата која што била одделена од условниот буџет за таа намена
била 17,5 милиони евра. Станува збор за една многу кратка листа на лекови, од само 30 и нешто лекови. И за мал претежно број на пациенти. Меѓутоа станува збор за исклучително скапи лекови, кои што често пати таа имунолошка, биолошка таргет терапија треба да се прима и со години. Во меѓувреме на клиниката се влеваат и нови пациенти и нема доволно пари да се покријат новите диагностицирани. Требаше да ни се случи тој скандал, да се отвори, односно да се формира анкетна комисија за уште подетелно да слушнеме како нели се прават набавки, како функционира клиниката, па како требало на реверс да набавуваат лекови за да има за пациентите. Меѓутоа, она што всушност го кажа оние кои што раководат со таа клиника, значи неколку директори, тоа не значи дека само еден, дека се трудат да бидат опфатени сите пациенти. Сега доколку во буџетот има за 35 пациенти, доколку има потреба ќе вклучат уште 10, со тоа кратат од буџетот кој што е за следниот месец. Меѓутоа, ако вклучат 45, што правиме со 46-тиот кој што можеби навистина има потреба од таква поскапа терапија, што значи дека секогаш ќе имало и ќе има пациенти кои што нема да стигнат до терапијата која што ја барат. Всушност и со овој скандал кој што излезе се отворија и пациентите, тие порано многу поретко зборуваа во јавноста, токму тоа што спасот го гледаат во таа клиника која што е единствена во моментов која што ги третира онколошките пациенти, меѓутоа нивните сведоштва всушност и тоа го покажуваат, ако тие треба редовно на 21 ден да земаат цитостатик, затоа што тоа всушност така го пропишал и онкологот. Многу често се случувало и се случуваше да земаат 3 месеци, па да им доцни 4 месеци, или пак воопшто да не се најдат на таа листа. И всушност и тоа е и проблемот, еве и она што го кажуваат и во моментов оние кои што раководат со клиниката, проблем им се буџетите, односно тој условениот буџет кој што го добиваат од фондот, бидејќи тој не соодветствува со потребите, односно со барањата што ги имаат од страна на пациентите. Онда што последно го добивме како информација од здравствените власти дека во теке нели се тие тендерските процедури, меѓутоа знаејќи како течат тендерските процедури во здравствениот сектор, не верувам дека тој во јуни, како што најави сегашниот министар за здравство, дека во јуни ќе биде ставен во функција, затоа што можеби повторно ќе има поплаки жалби, а имајќи во предвид дека имаме и избори, така да неизвестно е дали тој систем ќе им биде достапен на пациентите. Меѓутоа, она што секако ги изреволтира па и јавноста, и пациентите, и експерти, и сите оние што се во здравствениот сектор, голем дел од нив не знаеа дека постоел тој като систем, е што многу илјадници евра се потрошени за негова набавка, а веќе 6 години тој велат не стоел во подрум и не фаќал прашина, меѓутоа не знаеме каде стои, зошто не е во функција и зошто немаме еден таков систем кој што ќе кажува точно одредена терапија, каква терапија треба да примат пациентите, во колку количини, во тој случај нема да се прават никакви злоупотреби, односно секој кај знае колку треба да добиат терапијата. Кај нас причините се повеќе политички пред све, меѓу другите кои што ги имаме во западниот свет. Така да, она кое што е нејасната стратегија, нејасниот кариерен пат кој што го имаат нашите колеги пред себе, политиките на вработување кои што не се базирани на меритократија, односно на еден систем на вредности кој што ќе биде јасен и транспарентен од почеток до крај, преголемата одлука во однос на раководните лица за да одлучуваат и да прават манипулации на списоците на вработување, да се вработуваат последните, а не првите, и слични други причини кои што го зголемуваат револтот кај младиот лекари бират да заминуваат. Ова е денешниот клинички центар, но како по правило последните 2 декади е најатрактивна и никогаш не реализирана идејата за нов здравствен центар. Главен проблем е што нема консензус за државни интереси највисоки. Нема консензус меѓу двете најголеми македонски партии. И тоа се одразува и во здравството. Значи, не може да се договорат со децении, заедно една проста работа изградува на клинички центар, за да на крај се пофалат
кој го изградил или кој почнал да го гради или кој дон одлука. И второ, факт е дека во еден мандат ретко може да се изгради клинички центар. Според стратегијата за здравство 21-30 има три опции. Едната опција е оваа што беше предвидено надвор од Скопје, така наречена зелена инвестиција, која би чинила околу 430 милиона почетни евра, која не доби поддршка од опозицијата во собранието, бидејќи требаше да се донесе закон за задолжување, која сега по мене пред избориве, зависни од резултатот на избори, меѓутоа невозможно. Прво е многу скапа, а второ парите отидоа за автопати и други. Значи задолжена е земјата да се задолжи 430 милиона. Втората беше она што постоеше во постоечкиот клинички центар во зградата на гинекологија, која по смена на власта, новата власт на СДСМ 2016 негде ја укина, ја откажа и сега се води спор, односно инвеститорите и проектантите бараат, иако доста се даде, за таму се дада доста пари за проектот на странски компании, се ископа дупка една која потоа се даде пари да се затрупа, кај што требаше да биде главната зграда, таа високата зграда, и сега се бараат околу 20 милиони евра за ништо, за копање на дупка и затварање, ништо нема таму, освен што имаше загадување енормно кога работевме таму, кога јас не бев во пензија, да се платат, а ништо не сме добиле. Па пред све ние како асоциација на млади лекари и специјализанти бараме цело време изработка на стратегија. Прво да се лоцираат проблемите, да се лоцираат дупките, да се лоцираат потребите за здравствен персонал на секаде во Републиката, па да се изработи една национална стратегија која ќе биде надпартиска, односно сите кои ќе прифатат и кои ќе работат сите политички чинители да работат на имплементација на истата, за да не останеме без здравствен кадар. Значи, потребна е ние соодветна политика на вработување, соодветен трансфер на знаење, кој што е многу битна, еден соодветен кариерен пат да имаат младите лекари и нормално соодветна валоризација на нивниот труд пред све. Платени дежурства, платени одвоен живот за оние кои што специјализираат од внатрешноста и слично. Треба да се размисли, да се ревидира можеби системот на специјализација, да се види дали ова промена која што е направена 2013 година, дали донесе некакви позитивни промени со тоа продолжување на специјализациите. Значи, повеќе работи треба да се размислат и сето тоа да се стави во една национална стратегија која што ќе опфати еден среден рок, односно еден 10-годишен период во кој што ние ќе работиме сите заеднички за да го подобриме здравствениот кадар пред све, за да може да обезбеди услуги, здравствени услуги за пациентите на секаде низ цела Република. Поширок проблем е, не само лекарите, младите воопшто еден од најголемите проблеми за минување во странство. Кај лекарите некои работи се нелогични, треба веднаш да се направат. Например, имаме на Завод за вработување и сестри и лекари кои се таму пријавени. Не гледам дека има конкурси во кои никој не се јавил. Напротив, се уште има конкуренција, се јавуваат, бараат работа. Имаме не знам колку стотици медицински кадар, меѓу кои доктори кои работат со месеци, години договор на дело. Тоа може веднаш да се среди. Понатаму, за да работат, за да добијат лиценца една година, треба дозвола од Министерство за финансии, кај што губат од кариерата и држава не знам колку месеци дека ја добија. Тоа треба да се укине. Веќе тие автоматски треба да таму се плаќа, тоа е добро, по 30.000. Значи тоа се работи што може веднаш да се направат. Но неправедно е ако се потценат успешните и се побројни трансплантации на срце, бубрек, коскена срж, кардиоваскуларни зафати. Клиничкиот центар беше и се уште е база за регрутирање на лекари и сестри за приватните и се попознати приватни болници. Па да, мислам дека е преелитно и затоа е проблемот да се клучи поголем број на дејности да бидат покриени од ФЗОМ, значи да станат дел од јавното здравство. Бидејќи навистина таму храната, условите и така натаму се, можам да кажам, и надстандардни. Може би подобро да бидат на некое просечно ниво, а да не бидат толку скапи услугите, за да може да не биде елитно, каде што само мал дел од пациентите може тоа да си го дозволи. Меѓутоа тоа треба
постепено, инаку дека покриваат голем дел од здравствената дејност, да не речам дека 90% од богатите луѓе, или оние што имаат средства, или оние што немаат друг избор, ги покриваат приватните болници, тоа е факт. И породувањата, и операции, особено овие што имаат договор со фондот, како што е кардиохирургијата, например, како што е диализата, која 92% е во приватните болници, односно не се болници сега, туку се приватна собственост, тие раководат со нив. И полека тоа би требало да се проширува. Нешто има офталмологија малце, меѓутоа доста се чека, што одат преку фондот. Меѓутоа да, секако дека без нив не може да се замисли денеска здравството во држава. Не би можел да кажам дали е тоа веќе станата привилегија на богатите, меѓутоа евидентно според цените таму тоа е факт. Нам ни треба интегриран здравствен систем, значи јавно здравство во кој што ќе влезат и приватните болници. Значи нам ни треба целокупна реформирање на нашата перцепција за здравство и како да пристапиме кон истото. Така да повеќе треба да гледаме како да ги направиме, да ги интегрираме во здравствениот систем, затоа што веќе се тука, веќе се присутни. Треба да направиме стратегија како да овозможиме пациентите да добиваат сеопфатна услуга на секаде во државата. Ни не достигаат, видите, 50 тима не достигаат на брза помош. Ако не достига таква елементарна здравствена заштита, што остана за нешто друго посериозно, каде што кубурат градови без соодветни специјалисти. Така да очекувано е дека кога пациентот е соочен со една безпомошност, дека ќе потсегне кон приватното здравство, кога нема алтернатива и нема лекар кон кој би пришол. Клинички центар е синоним за македонскиот здравствен систем, по обемот на прегледите, концентрацијата на специјалистички прегледи и одделните субспецијалистички клиники, институти, лаборатории. Во студиото Фатмир Меджити, министер за здравство. Господин Меджити, ден пред имитување на емисијата Трилинг го снимаме ова интервју. Може ли да се случи до емитување на ова интервју да бидете разрешени? Па ја веќе добив информации дека премиерот поднел барање до собранието за наше разрешување и тоа мислам дека ќе се случи утре, но се е можно во оваа држава. Да се осврнеме на состојбите во македонското здравство. Една година сте министер и овој ресор го водите од крајот на февруари минатата година. Токму во текот на овој мандат почна да се расветлува случајот со клиниката онкологија. Дали очекувате завршница и расветлување кој се тоа се обидувал да профитира на грбот на граѓаните? И дали сметате дека овој случај ќе добие судска разврска? Ставот мој за онкологија, вие го знаете, еден од иницијаторите овој случај да се расветли и да го дознае јавноста, бев и ја како министер и Министерството за здравство, и вие знаете како се ја како министер и кабинетот го менаџиравме овој случај и во неколку наврати од мојата страна, со што обвинителството викаше дека вршам притисок, ја им кажав дека не е така, дека јас сум најодговорниот, најкомпетентниот прв човек како министер за здравство и должност ми е овој случај да се расветли и не може да плукат по сите бели мантили. Реков, тоа нема да го дозволам како министер и многу ми е мило што обвинителството веќе почна да постапи и чекам нормално ја како министер и како владин член на кабинетот, верувам во законите на државата, тие се света работа за мене, додека се овие закони, додека не се сменат и нормално треба да ги почитувам и ја верувам и апелирам и уште поенергично да се работи и до крај да се расветлат и еднаш за секојаш да се знаат виновниците со име и со презиме. Јавни набавки без оглас, создавање вишок лекови и имотна корист од речиси 30 милиони евра. Дали после сето ова
направивте промена на начинот на издавање терапија? На жалост, така функционирало не само ова, во неколку работи има многу алогичности што на вистина не можам да ги сватам во врска со прашањето, значи вие во неколку наврати од почетокот на мандатот седнавме со јавните набавки, со Фонд за здравствена заштита и ги гледавме зашто ја како министер секогаш барав системски решенија да не е по волја на некој министер или кабинет како ќе се однесува да бидат системски решенијата. И за сега, значи, веќе ги финализираме сите работи и со јавните набавки и со Фондот за здравство и да има посебни договори што подразбира дека секогаш во овие тендери да добиеме пониска цена за лековите. Министре, најавивте реорганизација или систематизација во македонското здравство. Дали организационите директори скапо ја чинат клиниките и најавивте централизирање поточно на единствен директор кој ќе биде на целиот клинички центар? Многу скапо и многу непотребно, би кажал. Сите го знаат мојот став, целата јавност кога дојдов, прв приоритет ми беше спојувањето на клиничкиот центар, зашто јас сум дел од последните 15 години на секојдневното работење на клинички центар и дека фискалната импликација со организацијските директори апсолутно непотребни, значи е многу голема, а тоа што мене ме загрижува не е тоа што е фискална што се материјални средства и фискална импликација, проблемот е што внатрешното академско работење на клиничкиот центар е многу отежнато. Знаете, има едни заеднички служби кои се загубари 20 милиони евра и господата пред мене на вистина не знам што правиле, зошто не постапиле, ја постапив веќе. Првата информација во влада ми помина пред неколку месеци и предлог одлуката е во влада и на вистина и ја би ве замолил вас како новинар да прашате во влада зошто не е подпишана предлог одлуката. Тоа што ја... Кој ве обструира? Мислам дека внатре во владата има многу обструкции, а еден што можам да го кажам и со име и со презиме и последната седница на влада што ги обструира сите овие проекти, тој е Артан Груби. Значи, последната седница ја побарав една пред месец и пол што сум добил мислење, информацијата поминала во владата, изгласана за катните гаражи, што е на вистина горлив и многу голем проблем во сообраќајот во клиничкиот центар и тогаш ги добив мислењата на вистина многу брзо од Министерството за економија и Министерството за финансии и немат фискална импликација. Тоа им го образложив, ги добив мислењата и само за еден параф, за еден подпис од тогашниот прв вице-премиер, тој многу сака се гордееше со тоа да го викат, и тој, значи, не знам, без никакво образложение, не го пушта документот да стигне во Министерството за здравство. А негова должност по значи, владините процедури е, ако влада имаме во вторник, до петок треба во дотично министерство, до ресорно министерство, да стигнат овие одлуки. Зошто не е подпишано? На вистина би сакал, еве апелирам и до сите новинари и медимски куќи, да се запраша господинот Груби, зошто не се подпишува. Јас сум тука да го олеснам, како министер за здравство, значи, да го олеснам секојдневниот живот на граѓаните, да мислам за здравјето на граѓаните, а тоа што го направивме за овие 11 месеци е многу евидентно, значи немаше проблематика која не се трудевме да ја решиме. Знаете за клиничката болница Штип, 7-8 години не се градеше, раскинав договор, активирав 6 милиони евра банкарска гаранција, 30 години болница Кичево, раскинав договор, активира банкарска гаранција. Тоа што можам да ви кажам со гордост, значи деновиве требаше да го објавиме тендерот меѓународниот за доградба на клиничката болница Штип. Болница Кичево го превзедовме на владење, го раскинавме договорот и сега течат процедурите и тоа ќе биде реалност во јуни. Министре, сите ваши досегашни колеги, предходници, од Османи, Тодоров, Филипче, Сали, ветуваа изградба на клинички центар.
зошто и по повеќе од една деценија немаме модерен медицински центар? Зашто немаме сериозни политичари, немаме сериозни министри, немаме сериозна влада. Јас сум човек кој доаѓам од фамилија, работничка фамилија и сум научен, воспитан во мојот живот да работам честно и да работам тоа што граѓаните го заслужуваат. И заради тоа, ја кога дојдов, значи не обечавам дека ќе изградам клинички центар, но работев мако трпно и во ова проблематика. Нели вие знаете веќе, беа од британска влада представници, беа и од компанијата што требаше да се изгради новиот клинички центар. Ние навистина динамично работевме во овој проект. Тие беа и во собрание, со пратеничките групи се виделе, беа и во влада, на седница на влада, и ја им го образложив и претходно имав конекција, образложив цел клинички центар. Но тука морам да додадам дека не беше само клинички центар, значи во мојот кабинет постои еден многу поголем проект што една за секојаш ќе ги реши проблемите во модерното здравство на Република Северна Македонија. Тоа е регионализација со неколку центрови актуелни да се реновират и да се изградат нови за една заедно со клиничкиот нов клинички центар, за една за секојаш да се реши проблемот во целост, а не да биде парцијално. Министер, фино вака, убаво вака ова звучи, оптимистички, но што ќе ни е клинички центар ако граѓаните ни се иселуваат, а вклучувајќи и вашите помлади колеги, лекари кои перспективата ја бараат надвор од државата? Како ќе го надополните дефицитот на луѓе во бел мантел? Значи, искрено, во некои центрови, тоа што господата менаџери во здравствените јавни установи со биле менаџери, не размислувале за кадар, што вие сега како министер може да купувате било каква опрема за еден месец-два. Кадарот не се прави преку ноќ, но господата никој не размислувал во повеќето од здравствените институции дека ќе им треба кадар. Тоа што вие го начитавте на почеток на емисијата, ја кажав дека ќе има реорганизација, систематизација. Значи, ние веќе ги направивме сите анализи, ги собиравме сите информации. Ние овие работи не можеме да ги решиме преку ноќ. Тоа што го направивме ние во примарна здравствена заштита, како никогаш досега со брзина, значи 5 диагнози, вие знаете, изномоштените лица, постарите, пензионерите, знаат што значи тоа. 5 диагнози ние го дадовме кај фамилиарниот матичниот доктор. Целта беше да не се малтретират пациентите, да земат термин, да одат извештај, па да се вратат за рецепт, за да може матичниот, ќе има стрикни препораки, да ги препишува овие рецепти и за лековите. И плюс го проширивме пакетот за лабораторија. Целта ни беше пациентите и граѓаните сите овие услуги да ги добиват во местото и адресата кај живее и да не се малтретира. Во врска со миграцијата на кадрот на докторите, ние од прв ден се залагавме и навистина мако трпно работевме и кажавме дека има околу 600 и нешто приватни специјализанти кои за време на COVID се плаќат негде околу 26 со се додатоци 29-30 илјади и ние направивме на пресметка околу 52.000 денари овие да се вработат за утре да не можат да немат никаква одговорност кон здравството и кон Република Северна Македонија и да си кажат ние се одиме пријатно. Затоа ние побаравме овие лица да ги трансформираме, да ги вработиме и да ги вработиме тамо кај што имаме дефицит. Знаете како? Во некои регионални болници се согласувам дека има дефицит, ама во клиничкиот центар, во повеќето од клиниките, ние имаме хиперпродукција на кадар. Би ви кажал, еве и клиниките со име и со презиме. На гинекологија имаме 3 пати повеќе хиперпродукција на кадар, на висок кадар, на лекари, на специјалисти, на неврологија 2 пати повеќе, на радиологија исто 2,5 пати повеќе. Единствената клиника што има дефицит на кадар е клиниката за радиологија и ние цело време повикувавме и ги гледавме, разгледувавме кој е завршен радиолог за да можеме да го вработиме. Во ова насока, како никогаш досега, ова го знаат сите во Македонија, значи го препознава и знаат како се борев
да поминат 1117 вработувања кои се договор на дело, страмота за една сериозна држава, по 6, 5, 7 години и 10 години да се држат луѓето со договор на дело. Вие знаете, целата јавност знае дека имаше жучни расправи и тоа лично како министер и мојот кабинет, се избори во владата, им покажав сите, им објаснив, им образложив дека овие луѓе треба да се вработат, а не да се користат како партиски војници само за гласање. Министре, на крајот и околу делот за партиски војници, зошто партиско-политичките елити сакаат или се обидуваат да имаат големо влијание врз македонското здравство, да именуваат и разрешуваат блиски или луѓе кои не се по нивна желба и волја, па до тој степен, например, вие да ја разрешите директорката на клиниката за инфективна болница, инфективна клиника со образложение дека е истекол сертификатот, иако понашто анализирав и што читав, таа поседува сертификат од Кембридж кој е доживотен. Дали е тоа помалку банално образложение? Значи, Законот за здравствена заштита го наложува тоа и го бара. Значи, не ја како министер, ја кажав дека ја не сакам да имам никаква одговорност, сакам целата документација да е потполна. Директорката на клиниката, што ја спомнавте, е моја другарка, моја колешка, и цел живот работиме заедно. Не е вистина дека е разрешена, таа имаше уште мандат, ама отворила конкурс за мандат. Значи, таа имаше негде до април мандат и отворила конкурс предходно, и тама таа била пријавена и бил пријавен и колегата, другиот колега. И, значи, не е разрешено ова да се разјасни една за секогаш и нормално министерот има право да одлучи кој ќе биде примен во согласност со целата документацијата што ја поднел. Но прашањето кога го поврзувам со партиските кадри, значи со спојување на клиничкиот центар, ја побарав во идниот статут на клиничкиот центар да стои, на тој што ќе биде заеднички еден клинички центар, со еден или со двајца директори не е битно, но да стои во статутот дека раководител нема да има ни медицински директори, ќе има само раководители на тие клиники по трк на Тоари Луц, каде се споени 4 клиники во едно, ги води еден директор. Значи, и тука да се избират најдобрите менаџери, да ги избира самиот колегиум на утрешен состанок. Ме разбирате? Не некој да кажува кој ќе биде директор или да донесе некој дете 25 годишно организацијски директор кој не знае во својот дом леп не купил во животот и тој ќе каже, ќе соли памет на некој професионалец, професор, доктор таму што цел живот го давал за здравството во Македонија и ќе каже како се менаџира и како се организира една клиника. Затоа ви викам, спојувањето на клинички ги решава сите овие проблеми. 20 милиони евра, значи за губари, општите служби, ништо не работат. Кухиња должи 4 милиони евра, храна на вистина, што не би сакал да спомнам друг збор, цело ова време се трудевме да изнајдеме решение. Ова е единственото решение, спојувањето на клиничкиот центар. Тоа беше мој прв приоритет. Не знаете колку енергично се залага во тоа. Порано кога ми вика дека ќе имам обструкции, не верував дека има такви политичари во државата кои ќе обструират нешто што е благосостојба и што е општо добро за целиот народ. Министре, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена. Петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.